Драги мои приятелки, драги социјалдемократки, драго мое семејство, големо семејство на Социјалдемократскиот сојуз. Голема е честа и денеска во пресрет на 8 март да зборувам од името на сите вас и повторно да се чуе гласот на жените социјалдемократки. За рамноправност, за живот. Денес овде во Гевгелија е цела Македонија. Од ова место, од овој плоштад, ние жените гордо и недвосмислено го креваме гласот за нова страница во македонската историја. Нели е така? Изминавме долг и тежок пат последните 10 години, соочени со сиромаштија, со неправда, со економско пропаѓање, со корупција и криминал, со уназадување на веќе стекнатите наши права, со тагата по нашите синови и керки, кои ни заминаа во странство барајќи подобар живот. Но, драги мои, силно светнал ден! Сите ние, жени членки, симпатизерки, подржувачи на вистинските вредности, слобода, правда, демократија, следејќи го патот на нашиот иден премиер Зоран Заев, покажавме и докажавме дека сме истрајни, силни, храбри, достоинствени и верни на овие вредности. Нашата цел е да живееме во праведно, хумано и демократско општество, но општество еднакво за сите нас. А ние знаеме како. И во тешките денови зад нас се изборивме за квота од 40% на помалку застапениот пол во сите органи и тела во партијата, но таа статутарна одредба беше внесена и во изборниот законник, со што направивме историски исчекор за сите жени во Република Македонија. Борбата против семејното насилство и насилството врз жените продолжува. Ке ја ратификуваме Истанбулската конвенција, а вие знаете што значи тоа. Во нашата програма зацртавме и конкретни мерки за зголемување на бројот на жени предприемачи, за плаќање на прекувремените работни часови на жените, за вработување на жените во руралните средини и поддршка на жените фармерки, за еднаква плата на жените и мажите за иста работа, за воведување на флексибилно работно време за мајките со мали дечиња, изградба на поголем број градинки и воведување на втора смена во работењето, со што ќе си го олесниме животот, за заштита на бремените жени работнички, а на возрастните жени работнички, на возраст од 57 години, ќе им биде овозможено да добијат неполно работно време од 6 часа, а за целосна плата. На жените пак со наполнети 60 години ќе им биде овозможено да работат 4 часа до исполнување на условот за пензија 62 години, а при тоа ќе ја примаат целосната плата. Тука се и бесплатните сервиси за помош на едно
родителските семејства и самохраните мајки. Тука е ослободувањето од многуте давачки за семејствата со плата под просечната и така натаму и така натаму. Сите овие мерки ќе придонесат за економско стабилни и спокојни семејства, за нормален живот во Македонија. Македонија била и ќе биде вековита, но и европска. Таа е нашата татковина, земја на сите граѓанки и граѓани кои живеат во неа. Почитувани пријателки мои, дозволете ми да ви кажам едно големо благодарам за вашата истрајност, за заедништвото и упорноста во сите овие изминати години. Но дозволете ми од ваше име да се заблагодарам на раководството на Социјалдемократскиот сојуз и нашиот председател Зоран Заев за храброста, одважноста и мудроста во чекорите со кои сите заедно ги направивме промените за живот во Македонија. Тие промени се случија и не доведоа кон новата одговорна влада што ќе ја води Социјалдемократскиот сојуз, а која што ќе се грижи за сите граѓани на Република Македонија, независно од каква било различност, вклучувајќи ја и родовата. Борбата за изградба на уништениот систем на функционирање во Македонија продолжува. Не чека многу работа, ние знаеме добро. Свесни за тоа, како никогаш досега, ние жените социјалдемократки, ова го можеме, ова го знаеме и ќе го направиме. Македонија ќе биде место за живење на слободни и еднакви граѓани. Најавуваме ново време. Ќе има еднаквост за сите, ќе има рамноправност, ќе има живот.